До попладнево во Општинската изборна комисија Штип пријавени кандидати за градоначалници немаше од ниту една партија. Регистрирани беа само 7 советнички листи на кандидати за советници. До овој момент, се уште немаме поднесено ниту една листа за кандидати за градоначалници, а во овој момент има пристигнато 7 листи за кандидати за членови на Советот, и тоа 2 се од група избирачи, 2 независни листи. Имаме исто така листи поднесени од политичката партија Левица, Знам, Демократска партија на турците и МААК. Сакам да го истакнам фактот дека овие кандидатски листи за Советот се уште се непотврдени, бидејќи се обработуваат истите и се чекаат податоци од надлежните судови во врска со процедурата и постапката согласно упатството издадено од ДИК. Во меѓувреме, кандидатска листа за советници е поднесена и од партијата Единствена Македонија на Јанко Бачев. До полнок завршува рокот кога кандидатите за градоначалници треба да бидат пријавени, но не се исклучува можноста да бидат пријавени и други листи. По ова следува наредната фаза. Следната фаза во изборниот процес е откако ќе пристигнат сите релевантни податоци, доколку кандидатските листи се во согласност со изборниот законник и согласно упатството на Државната изборна комисија, тогаш самата општинска изборна комисија донесува решение за потврдување на кандидатските листи и тогаш овие листи стануваат официјални. На колку избирачки места во Штип ќе се спроведе гласањето? За сега тој податок се уште го немаме, бидејќи како што знаете увидот во избирачкиот список заврши на 11 септември и избирачкиот список се уште не е заклучен. Тоа е во обработка, во текот на наредната недела ќе знаеме на колку избирачки места ќе се гласа, но може да го истакнеме фактот дека остануваат сите 80 избирачки места, но само треба да се утврди бројот на избирачите и на локациите на кои што ќе се гласа.